Над 20 лица се уапсени поради сомнение дека намерно ги предизвикувале пожарите што летово обеснеат низ Македонија. Дел од нив се во куќен, дел во ефективен притвор, а дел пак се пуштени на слобода бидејќи се малолетници. Министерот Тошковски, споделувајќи ги овие информации, рече и дека постојат докази за организирана група која намерно потпалувала пожари околу витални објекти од значење за државата. Оние кои што беа пиромани и кои што индивидуално настапуваа во рамки на палење на пожари, ги фативме. Фативме добар дел од нив, не сите, но фативме добар дел од нив. Но оние кои што организирано, особено они првиот ден, памтите кога настана огромен бој на пожари околу Скопје, и така имаше една многу симптоматична и временска и подрачна, да речам, појава на пожарите околу витални објекти од значење за државата. Во однос на тие пожари имаме основани сомненија дека станува збор за една добро организирана група која што ќе видиме понатаму која и била целта. Според Тошковски, владата навреме презема мерки и донесе наредба за забрана за движење во шуми и тоа ги дало посакуваните ефекти, без разлика што како што рече ова лето е можеби најжешко. Мислам дека одговорот кој што ги имаме е далеку поразличен од оној одговор кој што ги имало државата во минатото. И тоа е видливо на терен. Видливо на терен од аспект на сили кои што ги имаме, видливо на терен од аспект на механизација која што имаме, видливо е на терен секако од аспект на действијата кои што ги превземе владата, навреме донесе забрана за движење во рамки на шумите, сето тоа дава резултат во споредба со претходно. Претходно и премиерот Мицкоски ги коментираше наводите дека функционер на ДУИ е вклучен во подметнувањето на пожарите и дека постојат основани сомненија дека пожарот во Визбегово е организирана акција. Од МВР апелираат за внимателност и пријава на секое сомнително однесување. Од Центарот за управување со кризи пак информираа дека денеска се евидентирани вкупно 5 пожари на отворен простор во државата. Од нив 3 се активни, еден е ставен под контрола, а еден е целосно изгаснат.